Здраво на сите, голем поздрав од мене и добродојдовте на мојот канал Астрологија Плюс. Голем поздрав и сигурно на сите што специјално се интересираат за астропсихологијата. Еве денеска е ден на кој што сакам да зборувам за стрелците, за знакот Стрелец, за деветата куќа во астрологијата и за планетата Јупитер. Во моите видеа ги опишувам астролошките знакови на една глобална слика, значи ја давам на сите една глобална слика и тука го опишувам, значи ако го имате сонцето во еден знак. Например, денеска ќе зборувам за знакот Стрелец, затоа денеска сме сите во црвено облечено, јас сум Стрелец и ја обожавам црвената боја. Се надевам дека повеќето од вас исто така ја обожаваат црвената боја, сите што сте стрелцеви, па вие сте еден огнен знак. И сега, например, да почнеме од почеток. Како секогаш во моите видеа, за ако го прв пат го гледате моето видео, сакам да ви објаснам, еве, например, како изгледа стрелецот, како е представен во астрологијата, како е нацртан. Еве го поведете, ова е знакот Стрелец. Еве вака изгледа Стрелец, пола конј, пола човек. За тоа објаснување пола конј, пола човек ќе зборувам понатаму во моето видео. А сега за сите што не виделе една натална карта, еве поведете. Вака изгледа една натална карта. Ова е сигурно мојата натална карта. И како што реков, денеска ќе зборувам за знакот Стрелец, деветата куќа во астрологијата. Еве сега ќе ја погледнеме каде се наоѓа деветата куќа овдека. Еве овдека се наоѓа деветата куќа во астрологијата и ќе зборувам сигурно за неа и за планетата Јупитер. Поред, дали сте спремни? Да, јас сум веќе одамна спремна. Значи да почнеме сега од почеток. Знакот Стрелец, деветата куќа во астрологијата и планетата Јупитер. Како ние сега сите тие три работи можеме да ги споиме во едно нешто. Стрелецот е еден променлив огнен знак. Значи, што значи променлив? Па он не сака да стои на едно место. Стрелецот сака стално да се движи, да иди вамо, тамо, да видиме што има таму и нешто ново да доживее. Значи, да речеме, еве сега, да го земе, например, знакот Бик. Значи, они си сакат повеќето дома да се седат. Сега, Стрелецот не е таков. Стрелецот сака да се движи, затоа се вика и променлив, затоа што сака секогаш нешто ново да доживее. Значи, ја представува деветата куќа во астрологијата и владар го имаме тука, имаме планетата Јупитер. Стрелците се многу мудри, оптимистични на прво место, весели. По природата се секогаш они весели, пријатни, ведри и се многу искрени личности. Стрелците веруваат во себе, стрелците веруваат во нешто што е добро за нив и секогаш се оптимистични. Например, ако стрелецот има една идеја нешто да направи, он тоа не сака некого да го стопира во тоа, он иде одма во акција и сака тоа да го направи, затоа што он верува во тоа и он гори за тоа. Значи, тука има едноставно многу голема енергија. Значи, може сега да дојде близнакот и да рече, чекај сега ти малце размисли, како можеш тоа да го направиш, па размисли на ова, размисли на она, дали можеш да отидеш таму, дали не ти треба ова или она, ма не мисли стрелецот на тоа. Стрелецот има една голема, широк поглед на нешто. Еве сега да земеме друг пример. Например,
девицата. Девицата, они се личности кои што за нив е многу важно да гледаат на детај, на малечки нешта, на ситници да речеме. На ситниците се за нив многу, многу важни. Например, они нешто да читаат, они читаат све. Од горе до доле и за сите ситници ги знаат. Се каков е стрелецот? Стрелецот си вика, окей, првата реченица ја прочитав, идемо далje и доле читам ова она и готово. Виш, он тоа све го свати. Стрелецот е доста мудар. Него не му треба тоа. Он ја гледа ширината. Он има голема слика на нешто кога сака да гледа, кога има цил или визија, да речем, ако има некоја визија. Значи, стрелецот тука иде директно, има голема слика, ширината ја гледа, а не тоа, да речеме, нешто што е ситно. Се доста кажував за многу позитивни особини на стрелецот. Сигурно дека стрелците се исто се вика дека се родени да бидат филозофи, да бидат учители, да бидат професори, да бидат исто така спортисти, да бидат ментори. Се зашто е свето така, ќе ви кажам понатаму во видеото, ако го слушате до крај. Значи, стрелецот исто сака многу да патува, обожава да патува, да иде на далек пат. Затоа што реков, затоа што стрелецот е променлив знак, он обожава да се шета, да патува. И ја тоа можам да го потврдам, затоа што ја не можам на едно место да седам, мене ептен тоа ми е досадно. Јас секогаш барам нешто ново да направам. Во ред, еве сега и уште една многу важна, пред да почнам нешто за грчката митологија, сакам да кажам дека стрелецот си има еден цил, секогаш го бара цилот или визијата во својот живот. И дека ја бара смислата во живот. Ова не го заборавајте. Многу важна работа. Значи, стрелецот ја бара смислата во животот. А што значи тоа? Па, например, што има сега смисла ја нешто да работам? Ајде, прашајте се сега, драги стрелчеви, што има за вас некоја смисла да работите? Што ви носи тоа? Еве, например, ја не можам баш сите работи да ги правам. Јас си бирам тоа што е нешто духовно за мене. Јас секогаш тоа сум го обожавала. Духовната работа. Затоа што тука нема крај. Бескрајно е тоа. Можете толку многу работи да дознаете за вас. Затоа што астрологијата е една уметност која што може да ја научите, да ги научите вашите потенцијали, вашите таленти. Сигурно дека се тоа потенцијали и јас зборувам само за тоа, за потенцијалите, значи за какви квалитет имате. Каков квалитет има сега во овој случај стрелецот? Тоа не значи дека вие тоа сте више. Тоа е само потенцијал. Ако вие тоа го освестите и си кажете, па што збори оваа жена? Па може да има право. Сигурно ја тоа сигурно сум го сакала и сум го сакала, али некако не сум успела да го направам. Не знам зашто. Станко Петко ми рекол, ајбе ти што леташ со памета, што измислаш колку работи. Не можеш ти тоа да го направиш. Значи така некој успел да ве блокира. Ете тоа е тоа, значи стрелцовите го имаат тој талент, тој потенцијал во себе да веруваат. Вие имате толкава голема енергија, вие сте толку мудри, вие можете другите луѓе да ги мотивирате да веруваат во себе, во своите таленти и да си ги пратат да си го пратат својот цил, својот животен цил. Поред, се надевам дека ова го свативте. Сега многу интересна работа.
што мене тоа многу ме фасцинираше кога јас тоа го учев и го истражував. Например, ја истражував грчката митологија и преку што е тука представен знакот стрелец. Сега, како што ви кажав во почетокот, дека во зодијакот стрелецот е вака покажан или нацртан, како значи човек и пола конј. Сега, зашто е тоа така? Пардон. Тоа се вика легендата Кирон. Може тоа за некој од вас што се интересираат на таа тема, веќе тоа што го истражувале и сте дознале, дека Кирон ја представува во грчката митологија, го представува знакот стрелец. Во грчката митологија е наречен Кирон и тоа е кентаур, еден од фамилијата на кентаурите. Неговиот татко бил Кронос. Ако се сеќавате на моите прошлетни видеа, сум зборувала за тоа дека Кронос е бил Сатурн, планетата Сатурна. Тоа е значи Сатурн има многу деца. И исто тоа негов син бил Кирон. Братот на Кирон, значи полубрат, бил Јупитер. Видите каква поврзаност имаме тука. Значи Јупитер е полубрат на Кирон, а Кирон во грчката митологија е легенда. Значи он го представува знакот стрелец. Сега многу други астролози го гледаат Кирон како заедничко имаат нешто со знакот девица. Али ја тоа не го гледам така. Ќе ви кажам зошто. Затоа што Кирон е еден комет во нашиот универзум и овој комет е откриен 1977 година. И кога ќе го израчунаме неговиот хороскоп на Кирон, ќе видиме дека неговиот подзнак е стрелец. Ете, затоа ја тоа го земам. Значи, ја го поврзувам Кирон со знакот стрелец, така да ви кажам дека другите астролози, има некои други што они тоа го поврзуваат со знакот девица. Океј, сега ќе идеме по тоа ја што понатаму што сум открила. Ајде нешто се вратиме на митолошката легенда Кирон, што све што бил. Значи, како што реков во почеток, дека неговиот татко бил Кронос, Сатурн. И сега, каков кентаур бил Кирон? Па он бил стварно многу мудар. Учител и исцелител. Уште како се родил, неговата мајка него го отпуштила и не го сакала више, така да тука се створила првата болка на Кирон. А зашто мајката се одвоила од него? Затоа што не се свиѓала како изгледа. Значи, пола конј, пола човек. Ете, тука се стварала првата болка на Кирон. Значи, он бил учител и исцелител. Он можел сите други да ги исцелува. И на сите други им ја кажал тајната како може да се исцелуваат и како може да се излечат. Сега, што се случува понатаму? На една спортска борбена активност оди Кирон и тука е повреден во коленото со една стрела. Меѓутоа, тоа све случајно се случува. Никој не сакал него така намерно да го повреди. Тоа е случајно, некој него го повредува со таа стрела. Во таа стрела имало отров
od zmiјата хидра. Сега, што се случува исто понатамо, сигурно дека овие болки се бескрајни и не може едноставно да се излечи. Значи, тие болки се така длабоки внатре во телото, што еден бесмртен човек, значи, уствари, што некој што од тоа време до тогаш бил смртен, ќе не може тие болки да ги издржи. Ама ако знаеме дека Кирон бил бесмртен, значи тој отров него не го убива, него он живее понатамо со тие болки. Сега, што сакаме да кажеме од оваа легенда, од што можеме да научиме од оваа легенда? Па сигурно дека да видиме дека Кирон можел на сите други да ги исцелува, да ги излечува. Али сам себе, кога дошол во таа ситуација, дека не можел сам да се излечи. Сега, како тоа да го поврземе со оваа митолошка легенда, со астропсихологијата, значи, како ќе го поврземе сега Кирон со стрелецот? На тоа што ако го гледаме каде би се наоѓа Кирон во вашата натална карта, така можете и тоа да го тумачите. Значи, Кирон е еден учител кој бил повреден, значи повредениот учител, што не можел сам себе да се излечи, он можел сите други да се излечи, да ги исцелува. Прашајте се дали вие стрелчеви, овие само стрелчевите ги прашам, дали кај вас вие тие особини ги наоѓате? Дали некош во некои ситуации можете да се прашате, па да, ја на сите луѓе можам да ја помогнам, на сите можам нешто да им давам, некои добри, да речеме некои добри консултации или било што, или нешто добро да направам за другите, али секогаш, кога нешто свој проблеми имаш, не можеш сам да ги решиш. Како тоа? Сега тука го гледаме Кирон и тоа затоа ние го спојуваме со тоа. Сега што е тука тоа што може нас да не излечи? Како да излеземе од оваа ситуација, од оваа болна ситуација? Па, сигурно дека треба да работите на себе, на тоа што ве боли. Погледнете внатре. Што е тоа што ве боли? Кои се тие болки што мислите дека не можете да ги излечите? Па може све, ако се сака. Тоа сигурно го знаете. Како тоа да го направиме? Секако со работа на себе, со верба на себе, верувајте во самите во себе, во својата моќ. Вие сте моќни стрелци. Стрелците имаат толкава огромна енергија. Вие ќе успеете и самите себе да се излечите, да се исцелите. Во ред, се надевам дека ви дадов една слика на Кирон, зашто и како ја поврзувам со знакот стрелец. Ете, понатаму идеме со деветата куќа. Да видиме што, да не сум заборавила нешто за деветата куќа, да ви кажам. Деветата куќа ни го покажува високото образование. Значи, тука можеме да видиме какво високо образование, дали тоа ние го сакаме, дали тоа го имаме, и дали сакаме тоа да го направиме, али тука е многу важно да не се заборави и духовното образование. Многу важно, духовното образование, можда и поважно од некој студии или магистратури, што ти ја знам. Затоа што со тоа можеме и понатаму да се развиваме. Ете што може мене да ми користи некоја магистратура или докторат или нешто, ако духовно не сум развиена.
Ако духовно не сум присутна, ако не верувам во себе, што ќе ми е тоа? Ќе можам да ви раскажам нешто што сум прочитала. А тоа може секој да го прочита и да ми го раскаже. Али вашето искуство, вие што ќе го направите во текот на вашиот живот, вашето духовно искуство, па тоа не може, нигде не пишува у ниедна книга. Тоа сте вие. И тоа е тоа. Значи, во оваа куќа можеме тоа да го видиме. И тука може да се видат патувањата. Дека тоа е куќата на патувањето, како надворешните патувања, така и внатрешните патувања. Тоа мислам дека и работата на себе тоа значи. Еве како што реков сега нешто за Јупитер. Јупитер е планетата на среќата. Браво, стрелцеви, вие сте најсреќни. Така се вика тоа. Дали е тоа така? Више, тоа е друга работа. Треба да видиме како е поставен вашето сонце во стрелецот. Дали имате тука некои аспекти, како и се тие аспекти. Тука значи, затоа кажам дека јас зборувам на глобална слика. Може да речете, па ја не сум среќна или не сум среќен. Што кажуваш така? Па да, сигурно дека може тоа така да биде. Значи, затоа треба да се види вашата натална карта, како е поставено Сонцето или уопште другите планети. Па да зборуваме за нешто сосема друго тогаш. Значи, Јупитер е планетата на среќата. Јупитер размножува све. Јупитер прави све големо. Планета на религијата, на духовноста, на вербата, на правдата. Значи, се што сакаме да кажеме исто на крај, дека стрелците ја сакаат правдата и дека се борат за тоа на секој начин. Ја сакаат вистината и правдата и се борат за тоа. И плюс, ако го имате Јупитер со Сонцето, ако они прават конјукција, еве го, супер, победа! Тоа е само еден пример, а дали е тоа така кај вас, ја тоа не знам. Што нешто интересно може да ви кажам сега за Јупитер, да знаете дека Јупитер не е само владар на стрелците. Јупитер е исто така владар на знакот Риба. Пред да се откриела планетата Нептун, Јупитер беше владар исто така на Рибата и сега исто така. Значи на 29 декември 2021 година си доаѓа Јупитер во својот втор домицил, а тоа е во знакот Риба, и тука ќе остане целата 22 година. Значи, сите стрелчеви и риби може да очекуваат едно доста пријатно време, цела година, и може да им биде доста лесно време, доста пријатно време, доста убаво време. Уживајте во ова време кога ќе дојде сега Јупитер во знакот Риба. А тоа ќе ви излезни сите работи. Све може да биде добро. Ако верувате во тоа, ако не, па џабе што зборам. И уште нешто на крај да се каже, дека 2022 година ќе биде и владар на оваа година ќе биде кој? Дали знаете тоа? Па, сигурно Јупитер. Значи, цела година, уствари за сите знакови во зодијакот може да осетат нешто убаво, нешто да им биде лесно, али сепак стрелецот и рибата посебно, затоа што Јупитер е нив владар. I'm sorry. Оре, драги пријатели, се надевам дека ви дадов доста доволни информации за знакот Стрелец, да размислите на таа тема и да очекувате добри моменти од следната година.
Сега, ако сакате да го абонирате мојот канал и да имате доста информации и ќе ви информира YouTube, кликнете надоле на тој сигнал абонамент, кликнете на тоа на звончето и тогаш ќе добиете стално информации кога ја ќе направам едно ново видео. Сигурно ако сакате и консултации, па да, сигурно дека правам консултации, пишете на мојата имейл адреса и тогаш ќе се договориме за нешто друго. Во секој случај ви посакувам убави денови и до скоро. Чао!